Тоа беше интервјуто со еден од најпознатите адвокати на овие простори, или како што некои би го нарекле, легендата од правосудството Тома Фила. А ние продолжуваме понатаму со Студио 1, односно со следната тема која што се наметна по пожарите, катастрофалните пожари во Грција, кога всушност нашиот уметник Зоран Кардула објави на својот Facebook профил повик до неговите колеги за донација на уметнички дела за соседната држава, и на овој повик се пријавија неколкумина, односно поголема група уметници, а со мене во студиото се двајца од нив. Добре дојде за Крсте Анастас Глигоријадис и за Зоран Шеќеров. Добре дојдовте. И ви благодарам што се одзвавте на нашата покана, што сте гости во нашето студио и што зборуваме за оние 70 дела кои што успеавте да ги соберете како донација за Грција. Станува збор, предпоставувам, пред се за ликовни, визуелни дела. Може било кој од вас да образложи повеќе околу тоа? Предпоставувам дека без размислување се јавивте на повикот. Точно, да. Така и се деси. Без размислување се пријавивме за повикот. Собравме околу 70 дела. Чинам дека се 80 дела. Значи уште повеќе. Да. И се од различни техники и различни видови на уметност. Да, најмногу претпоставувам има од најмногу се слики, но има и фотографии. И чинам дека беа фотографии, слики, скулптури, така што воопшто немаше граници за каква уметност. Критериумот беше да биде уметничко дело. Да. И вие дониравте конкретно, ти си фотограф, а ти си визуелен уметник, сликар, така што може ли повеќе да ни кажете кои дела се одлучивте вие да ги дониравте и зошто токму тие дела? Јас лично испратив автопортрет каде што фотографирам во Чикаго, каде што нормално се гледа мојот портрет, меѓутоа во спротивно од рефлексијата се гледа една американка истетовирана, и тоа го сватив како бидејќи она има насмевка на нејзиното лице, го сватив као реципрочно, па бидејќи оваа акција ме потсеќа на еден реципроцитет, бидејќи грчките уметници во 63-та година за време на земјотресот донира своји дела по барање на Македонија, така што и тоа го гледам како реципроцитет, па ете некако таа фотографија, тоа беше клучно зашто ме наведе да ја испратам таа фотографија. Така, овој период се поклопи со 55 годишнината од Скопскиот земјотрес. Ти конкретно кое дело го испрати и каква порака всушност сакаше да упатиш со тоа? Јас одбрав едно дело од последната колекција, односно последната изложба што ја направив сега на 2 јуни. Мислам дека во прав момент се погоди тоа дело да не го подарам на никој друг освен на Атина моментално. Тоа што самата порака на делото е дека колку повеќе сме емпатични, колку повеќе се грижиме еден за друг, дека ќе го победиме злото. Очекувавте ли дека ќе се соберете толку? Колку всушност колеги се собравте, бидејќи бројка за колеги не успеав да прочитам? Јас знам дека секој уметник можеше едно дело да донира. Да, мислам дека секој уметник можеше да пушти едно дело, меѓутоа толку уметници можеле да рече. Меѓутоа не се задржувавме многу за правила и мислам дека тоа е она што ми се допаѓа. Се прв пат имам прилика да се запознам со Крсто и навистина така и ни почна оваа иницијатива. Да, вие всушност не сте формално организирани. Да, така што и Зоран Кардула сосема онака секоја чест за Зоран Кардула кој ја поведе, кој е иницијатор за оваа акција. И мислам, јас се радувам што кај голем број уметници 80 се препознаа на искрена идеја и така, очекувавте ли дека толкав број на ваши колеги ќе се соберат и да го остварат овој чин? Бидејќи всушност идејата и на Кардула беше дека реципроцитетот кој што ти го спомна, нели, периодот кој што се поклопи со 55 годишнината од земјотресот и изложбата на грчките дела. Какви беа вашите очекувања? Какви беа нашите очекувања во поглед на тоа дали толкав број на колеги очекувавте? Чисто само сакавме да учествуваме во оваа организација и немавме никакви други очекувања за тоа како ќе заврши. Ние не знаевме дека ќе има изложба за која сега дури дознаваме дека можеме да организираме изложба пред да ги пратиме делата за Атина. Да, бидејќи веќе тука се вклучи и музеот на град Скопје околу логистиката. Што всушност е неговиот дел? Всушност и во тоа е она што се разликуваме со 55 годишнината кој грците ги испратија, меѓутоа грците ги испратија по барање. Сега ова беше само иницијативна акција, но голема благодарност е да искористам приликата и до град Скопје кои се понудија да ја поддржат нашата изложба која ќе се случи кон нашата групна изложба која ќе се случи кон крајот на август. И меѓу другото
Ќе организира транспорт за истите дела до градот Татина. Така, по примерот на по добрите односи, нели во Витна една солидарност, но дали во таа насока би можеле да речете дека Скопје е град на солидарност? Дали оваквите дела ја докажуваат вистинската солидарност или навистина би можеле да бидеме посолидарни? Па, искрено сметам дека и да не стануваше збор за Грција, сметам дека за било која друга држава треба со истото темпо или со истата намера, со истиот жар да реагираме. Но посебно ми е драго што ете во еден, да речам ајде, деликатен политички момент надоаѓа оваа акција, каде што сме преполни со зло и со омраза и имаме една капка искреност и една... Добро, јас сметам дека не постои никаква политичка потпора што може да го побие она ние сега моментално што го правиме. Чисто од солидарност и емпатија. Да, значи сметате дека всушност никаква политика не може да влие. И во таа насока сакав да ве прашам, бидејќи кога веќе станува збор за пожарите во Грција, спротивно на ова што вие го направивте, веќе се води истрага за говор на омраза и поттикнување. Како вие гледавте на овие коментари, дури ги читавте сите тие коментари од луѓе и од јавни личности? Мислам дека дури отпосле се јави организацијава наша, чисто само за да се покаже дека постои другата страна од луѓето. Да, значи беше сепак со една цел да се покаже дека има и добри луѓе во Македонија кои што сакаат да помогнат. Меѓутоа некои би се прашале како уметноста ќе помогне. Како ќе одговорите на ова прашање? Чинам многу луѓе пред воопшто не се случило наставно, меѓутоа непосредно пред иницијативата или во текот на иницијативата ми спомнаа како дека имаат проблем со нашата иницијатива, како што ние ќе сме помогнале со уметничките дела. И мислам тотално не се согласувам со тоа, бидејќи пред нашата иницијатива градот Скопје организираше пунктови, разни невладини организации организираа пунктови каде што може да се донира најосновни, да кажем, ресурси за она што е потребно во непогодата, за настраданите таму. Така што ова го гледам како еден дополнителен чин, како една друга алатка каде што нормално може да инициира и нови понатамошни соработки или ете. Да, но сепак се претпоставувам дека би се согласиле дека сепак вредноста е далеку поголема, ако го земеме предвид и нели фактот дека Пабло Пикасо донираше дело за во Скопје по земјотресот во 63-та година, така што претпоставувам ова и ви беше еден вид на инспирација. Многу убаво кога уметноста добива двојна вредност. Не само визуелно добро нешто што изгледа, туку добива и друга вредност, што е многу побитно од она што вистински го имаме. Како што и направија и градот Татина, како што направи во 63-та за земјотресот во Скопје, моментално во музеот на современа, мислам дека да, имаме исто уште стои изложбата за од грчките уметници во 63-та. Меѓутоа, која е таа втората страна, освен нели естетската и која е пораката која што се испраќа со донирање на едно дело? Мислам дека донирањето на едно дело е символ на солидарност, хуманизам и емпатија. Точно. Но дали би рекле дека ваков еден чекор се вреднува доволно, па и кај нас па може доволно е да се покрени иницијатива за да можат и други да покренат иницијатива. Ова ние се што можеме да направиме. Точно. Претпоставувам дека имало и уште други уметници кои што до моментот пред можеби и не успеале да го испратат своето дело до моментот или се уште трае оваа акција, ако може така да се нарече. Јас мислам дека е завршена иницијативата, бидејќи Зоран Кардула постираше на Facebook, меѓутоа оставивме доволно простор и време за секој уметник да може да го достави своето дело на Facebook, каде што буквално знаете како, не морате да бидете уметник за да немаше такви правни некои... Да, всушност во неговото интервју Кардула вели дека многу умина од уметниците се сомневале поради квалитетот на своите дела да ги испратат. Меѓутоа, вие добивте, претпоставам, најразлични дела и од секаква вредност. Околу тоа, ако може повеќе нешто да ни кажете. Па јас немам што да додам околу тоа, бидејќи ги немам, искрено ги немам сите дела видено поради тоа што не сте формално организирани, да. Сите дела што можевме единствен начин да ги видиме беше Facebook мрежата, меѓутоа нели тоа не е толку релевантно, сепак ќе треба со Крсто и со Зоран Кардула и со останатите луѓе кои ја водиме иницијативата да чисто да ги видиме и на некој начин да дадеме некаква оценка. Сега за сега јас немам што да додам. Дали би се согласиле дека ова можеби треба да прерасне во некоја формализирана иницијатива, еве за да можете во иднина да имате и увид во тоа какви дела се ви пристигнува, за да биде
на еден начин посериозна Па организацијата. мислам дека Зоран Кардула доволно добро се снајде на социјална И мрежа. мислам дека времето одлично- беше кратко или точно, за да. конкретниот случај. Да, мислам дека он направи добра селекција, супер ги среди сите тие дела. Да. И мислам дека имаме ние увид, само што не сме имале вајда доволно време сите 70 дела да ги провериме. Така. Од кои што Да. стварно мислам дека има добри дела, добри парчиња. Се согласувам, мислам дека во иднина би можеле да размислуваме за најразлични чекори, меѓутоа како за почеток, како ете за еден вид нели реципроцитет кој ете ајде да не звучам клише, меѓутоа за прв пат се случува да возвратиме, е добар почеток. Да, е исчекор во голем. секој случајно. Дали сметате дека генерално во земјава би требало да постои едно здружение на уметници, односно некоја заедница каде што вие можеби ќе преку разменување на идеи можете до поквалитетна и по суштинска уметност да речеме. Она што го направи успешно овој пат оваа организација, мислам дека беше односно неорганизацијата. Така, Самиот согласен. момент на слобода и на Се согласувам, безусловна, не знам, членување во група или во било што, мислам дека беше многу заради тоа беше Веќе поуспешно. ја споменавте слободата во таа насока, колку вие се чувствувате слободни да креирате во земјава и колку имате можности како уметници, колку всушност можете целосно да се препуштите на уметност. Тешко е тоа прашање да се одговори. Мислам, тоа е тука, тоа е и така и на запад. Мислам, сите пробуваме со најразлични методи да заработиме, да преживуваме. Дел од нас, не знам, мој личен пример е дека работам и како фриленсер, работам и во институција, пробам да заработам и од уметност, така што не бирам методи, не бирам некакви принципи. Не, едноставно за мене нема правила и пробуваме да се најдеме во времето што го имаме. Претпоставувам. Да. Твоето искуство доколку може твојот коментар на ова. За слобода? Да, за слободата и генерално за можностите во земјава за да можеш да тоа е бидеш. индивидуално од секој човек и Да. карактер и мислам дека не постои некој момент каде што може ние да се ограничиме од она што го правиме, пошто сметам дека е канализирање на она што го чувствуваме. Не постои место ни време што би ме спречило да го правам тоа што сакам да го правам, така да. Зафатеноста е мит, така што. Да. Така, едниот од вас е фотограф, другиот е сликар, двете се визуелни уметности, едната е потрадиционална, другата е помодерна, би можел да речеме, малку надвор од темата. Која од овие уметности повеќе живее кај нас, доколку можеме да речеме така, од која може повеќе да се заработи и меѓутоа и на вистина да се биде уметник? Не знам за Крсто, меѓутоа кај мене, мислам, јас не се двојам од камера, па и работа, да речам, фриленсерска и уметност, она што најголем дел го работам, што го представам како визуелна уметност, го работам преку фотографијата. Така што тоа ми оди некако во комбинацијата и сега не можам да одам дека со нешто друго заработувам, кога заработувам и со фотографија и работам и уметност со фотографија, најголем дел. Твоето искуство? Па јас го работам Бидејќи ова претпоставувам дека ликовната уметност, односно сликарството е далеку помалку ценето. Генерално Да, и фотографијата тоа е многу не може да најде комерцијална употреба. Точно, тоа е многу жално бидејќи моментално стануваме на генерација на принтови и фотографии, уметнички слики принтани по милиони и милиони пати, каде што се губи вредноста на делото. Но јас сум оној што останува да ја зачува традицијата. Така и генерално, значи би можеле да кажеме дека всушност уметноста како таква недоволно се вреднува во. Значи ние правиме и контраефект. Сега моментално да правиме нели двојна вредност на уметноста место Точно. да ја направиме на Да, вие всушност моментално ја промовирате Да. наместо да ја креирате. Однос. Така во оваа прилика не би ве задржувал повеќе, би ве оставил слободно да креирате во светот и ви благодарам уште еднаш што се одзвавте на нашата покана и што го споделивте вашето позитивно искуство во време на голема катастрофа. Ви благодариме што бевте дел од нашата организација и многу ни е драго што не примивте во вашата студија. Така се надеваме дека во иднина ќе успеете и поголеми акции да понесете на собствени плеќи и ви посакувам многу среќа. А вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза следува прегледот на вестите во Студио 1.